Одгледувачите на овци се во големи проблеми и се избезумени од високите температури. Сонцето ги изгоре пасиштата, нема трева, мозноста драстично е намалена, а овците преку ден едвам дишат. Пасиште нема, значи се изгорено е, се пазиме само лекото е намалено нормално, дека нема сува, дека храната му е сува при храната, зелено нема веќе, некои се откажаја, некоја ние уште молтиме уште, да речиме, преку една ден, ама веќе при крај. Во подобра состојба се кокошките неселки во фармите, како и свињите. Се бориме со горештините, пред се имаме многу силна вентилација, која лади и околу здравјето на животните се грижиме со дополнителни витамини, нема намаленост на носивост, нема смртност, нема тоа не ни е прв пат. Жештината не е добра за ништо, во секој случај, меѓутоа сите посовремени фарми више имат вентилација, имат тако и тука е решен проблем. Спас и решение за горливите летни проблеми е пат на температурите. Само да залади времето, да се опушти дождо и да има, да се обнови и ливадите што се искосени, ќе се обноват тие и така ќе продолжиме понатаму. Одгледувачите на свињи имаат проблем кој се однесува на откупот на свињи и се нудат 100, а бараат 140 денари. Проблем е цената. Више втора година е многу ниска, 100 денара е живота. Колку? 100 денара. А според вас колку ви била ликвидна? 140. Оваа состојба со високите температури ќе потрае уште 2 недели. Потем се очекува пат на температурите, велат од управата за хидрометеоролошки работи. Текот на оваа седмица и во текот на следната седмица до крајот на следната седмица ќе се задржат овие високи температури кои ќе го надминуваат и 33 степен, а наместа ќе достигаат и до 40-41 степен, така да што топлотниот бран ќе потрае.